Во овој зимски период на зголемени интервенции во градот и околината, нарочито во околината, пошто не е карактеристично за овој период, бројот на пожарите е драстично зголемен во однос на статистиката од минатата година. Сите домаќинства кои што користат огревно дрво, редовно да вршат контрола на исправноста на оджаците, т.е. редовно да се чистат. Исто така, електричните апарати да се исклучуваат при напуштање на просторијата, а за во руралните средини, поточно во атарите на селата, да се внимава да не се палат стрништа, треви, ако веќе истото се врши, да биде на одговорност на самите извршители. Ова е со цел да не се вршат непотребни интервенции од наша страна, затоа што сме изложени на непотребен ризик, нашите камиони се уништуваат непотребно, се создаваат проблеми во работата на ТПП. Овие 2 месеци од оваа година, во споредба со ланската година, е негде за 40% зголемени бројот на пожари. Ова година се, да речеме, околу 100 месечно, а лани биле, да речеме, околу 70 до 80 пожари по месец. Најмногу се пожарите во урбана средина на оджаците, пошто се не се исчистени навремено, а во селата се палат стрништа и нарочито ридовите и шумскиот терен. Причината, мислам, дека е неодговорноста кај луѓето. Значи, целта е да се побуди свеста или да се подигни свеста кај граѓаните, затоа што тоа е добро за општествено добро за граѓаните во општината и пошироко. Казнената политика како средство е неблагодарно, но влијај. Меѓутоа, мислам дека пред се треба да се подигни свеста кај граѓаните, како прво и основно средство, а ако веќе тоа не е возможно, тогаш се оди на казнени мерки. Во овие 2 месеци во поглед на казните не е ништо превземено, затоа е целта и новај апел. Значи да не се продолжува понатака, за да не се применуваат казнените политики. Екипираноста, во поглед на човечки ресурси е на највисоко ниво, професионалноста е на највисоко ниво, затоа луѓето излегуваат на секаков тип на повик на пожари, макар што постојат и лажни повици,